Подлог период на Крушевската депонија се одлага хемиски отпад спакуван во метални буриња, освен што се депонира таму, бидејќи депонијата често пати и гори. Заедно со комуналниот отпад горат и овие буриња, пошто се шири неподнослива миризба и чад. Граѓани на Крушево кои сакаат да останат анонимни, велат дека се плашат за своето здравје поради овој вид на отпад. За овој проблем се обративме и до ЈП комуна од Крушево, која управува со депонијата, од каде писмено потврдија дека станувало збор за хемиски смоли и полиестер, кои потекнувале од фабриката Европрофил кај селото Алданци, но велат дека отпадот не бил штетен за здравието на луѓето и околината. Велат исто така дека општина Крушево имала повеќе децениски проблем со одлагањето на отпадот, бидејќи депонијата се наоѓала скоро до последните куќи од градот. И од компанијата Европрофил кај селото Алданци, која што се занимава со производство на композитни материјали од смоли и полиестер, признаваа дека со години го депонираат отпадот во Крушево, но и тие велат дека смолите не биле штетни. Нема никаква штетност за околината, тоа е завршена работа, цврст материјал кој секаде околу нас го има. Значи го има како патокаси на знациве, што се за одбележување на патиштата, антените ние што ги произведуваме, тие се вградени секаде низ околината, детски игралишта, значи кај што децата имаат допир со таа работа, па 4-5 години од кога сме почнати имаме соработка и имаме договор со таа работа за превземање на отпадот. Од Државниот пак инспекторат за животна средина од Битола надлежни за овој регион велат дека строго е забрането со закон на депонија да се одложува друг отпад освен комуналниот, но признаваа дека Македонија не располага со ниту една специјализирана депонија за индустријски хемиски отпад, што пак го отвора прашањето каде завршува ваквиот отпад и во другите градови во Македонија. И од Министерството за животна средина потврдија дека во Македонија нема основано депонија за опасен отпад, а истиот се предавал на лиценцирани компании за постапување со опасен отпад и се извезувал надвор од државата. Крушевчани пак бараат официјално расчистување на случајот и добивање на одговор дали нивното здравје е загрозено.